Вака, јас сум Дане Јошев, лозар сум уште од мал, уште 10 години, се бавам со лозарство значи цел век и сега денес ќе зборуваме за користење на пепелта. Пепелта што ја собираме дома, гориме на дрво и така да пепелта ја собираме во железно буре од 200 кила и после ја носиме на лозито. Зошто ли? Пепелта е многу корисна. Уште од старо време, уште нашите татковци со пепелта ја користа, пошто порано само се прскаше лозито 2 пати и 2 пати се сумпресуваше, а за сумпор да го искористи навечер сумпресувавме, али со односот на пепелта стававме 2 кила пепел, 1 кило сумпор. И така да од вечер, пошто сумпорот е појак, од вечер ги сумпресувавме и имавме најдобро гројзе со 2 прскања. А до ден денеска, и уште и од тогаш и до ден денеска, ја имам 30 години, пепелта тука ќе ја видите позад мене, ја собирам пак секоја година и ја ставам на лозито на кореновиот систем. Зошто ли? Затоа што таа содржи калиум и помагаме за тоа што вештичко ѓубре наместо да ставиш пари да даваш на природен пат, калиумот го користиме за да биде поблаго гројзето во бербата. Плюс тоа, пепелта се користи за лично јас сум употребувал. Еве тука е лукот, насабале кога има роса, лукот се со пепел, само чист со пепел и така да после има инсекти, тоа го викаме ни метил, што го паси овој листот, али кога со пепел го фрлаш на 2-3 пати така етапно на 2 недели и фактички тоа многу помага. Плюс помага сум имал бостан пред 20 години за лисната вошка. Кога е бостанот во раздвој едно 20-30 сантима, насабале поросата со сумпорицата што ги имаме оние за сумпорисување, да го поминеш бостанот, лисната вошка одма ја ништи. И така да, например, му советувам на сите лозари, нека си ја собират пепелта, со тоа нема да предизвикуваат пожари во кандите за ѓубре, него во посебен метален сад, буре или било што, да ја собираат пепелта и да ја носат на лозите, за тоа што ќе заштедат материјални средства, а и ќе добијат повеќе благо и сладко гројзе.